Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Оваа недела се одбележаа два крупни настани. Првиот беше Светски ден на штедењето, а веднаш после него и Ден на осигурувањето. Како се одбележа овој ден, за кои полиси има најголем интерес, ке разговараме со првиот човек на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Климе Поповски. Господине Поповски, добар ден, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодариме на поканата и поздрав за слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Како го одбележавте Светскиот ден на осигурувањето? Денот на осигурувањето е 1 ноември. Оваа година го одбележуваме преку низа манифестации. Традиционално ја доделуваме наградата за најдобар млад истражувачки труд. Добро е да слушнат граѓаните дека оваа година добитникот е господинот Ивица Медарски, кој што имаше стварно еден добар солиден научен труд и од страна на комисијата беше од доставените трудови избран по сите критериуми за најдобар труд. Идејата на оваа награда која што даваме е да шириме научната мисла, бидејќи недостасува повеќе научни анализи во сегментот на осигурување и управување со ризици. Понатаму организиравме низа манифестации поврзани со активности за ширење на финансиската едукација на граѓаните, односно развој на така наречената осигурителна култура. Ние секоја година промовираме нови информативни материјали во вид на брошури, флаери, кои што на едноставен начин, со едноставен јазик, ќе го доближиме осигурувањето до граѓаните. Граѓаните да препознаат пред се дека ризици постојат, дека тие ризици може да влијат негативно на нивната финансиска состојба, може да предизвикаат огромни штети, големи финансиски загуби и дека осигурувањето представува еден од најефикасните, најекономичните и најдобрите начини како да се справат со потенцијалните финансиски загуби од случување на ризици. Оваа година наш акцент во делот на финансиски едукации ни представува младата популација и тоа. Имаме интересни изуми, тоа е во форма на интерактивни игри или популарно наречен монопол, каде што деца од најрана возраст, значи од основна школа, која веќе се од 3-то, 4-то, 5-то деление, во настава може да учат и да добијат свесност за потенцијалните ризици со кои што се соочуваат. Така да промовиравме на многу интересна игра, која што ќе дистрибираме до сите школи во Република Македонија. Исто за повозрастната деца, кои што се од 6 до 9 деление, во форма на анимиран флаер, се запознаваат со најзначајните, најосновните базични видови на осигурување со кои што се среќаваат и самите деца и самите родители. Бидејќи првиот пат со кој што некое дете купува осигурување, односно родителите купуваат, тоа е она незгода кој што во секоја школа, секое дете уплаќаат по 50 денари до 100 денари премија со цел да се заштитат ако дојде до повреда, да биде исплатена штета. Така да децата се првите осигуреници со кои што и почнува осигурување во текот на развојот на личноста. Така да тоа беа активности кон кои што оваа година се фокусиравме, дека доближиме осигурувањето до граѓаните. Навистина интересно. Кажете ми, изминатиот период се случија многу елементарни непогоди како поплави, земјотреси и се наметна потребата да се зборува за овој вид полиси за осигурување. Осигурани ли беа семејствата од поплавените региони? Не многу. Проценката на вкупните материјални штети од поплавите во август месец, значи на територија на Скопско, се на износ од 25 милиони евра. Друштвото за осигурување до овој момент исплатија
450.000 евра, што значи дека е мал процентот на осигурувањето кој што ги покрие материјалните штети предизвикани од поплавите. Тоа укажува дека се уште свеста за осигурување е мала, меѓутоа и оние што имаат било какво домакинско осигурување или имотно осигурување, само мал дел од нив купуваат дополнителен ризик од поплава или од земјотрес. Тоа се ризици од катастрофална природа. Колку на ваквите полиси се зборува дека повисока сума на пари треба да се одвојат за овој вид на само уште еден податок, значи беа пријавени до овој момент негде околу 840 штети од страна на граѓани и од страна на правни лица. Поголемиот дел или 619 беа физички лица, граѓани, а останатите 240 беа правни лица. При тоа, преку 250 од овие полиси се одбијани од страна на осигурителните компании, бидејќи те не биле свесни дека нема купено дополнителен ризик поплава и земјотрес. Дури кога некој поседува полиса, не е доволно свесен што све со таа полиса покрива. Иначе дополнителните ризици од земјотрес и поплава, кои што се надополнуваат на основното домакинско осигурување, цената може да се зголеми од 20 до 40% од основната цена на домакинско осигурување. Иначе, ако сакате ви да го осигурате вашиот стан, ево да земеме некој просек од 60 до 70 квадрати стан, од основните ризици, кои што се вклучени во домакинско осигурување, значи тоа се ризик пожар, поплава, меѓутоа не поплава предизвикана од елементарна непогода, од временски неприлика, туку поплава предизвикана од кршење на цевка, понатаму штета предизвикана од гром, штета предизвикана поради тоа што вашиот комшија имал ризичен настан, па тоа се пренесло и во вашиот стан. Износот негде доаѓа од прилика околу 20 до 30 евра. Ако сакате ви дополнителен ризик да купите од поплава од временска неприлика или од земјотрес, се доплаќа од 20 до 40% повеќе од овај основен износ. Дали ќе биде 20 или 40% повеќе, се зависи од место на локација, бидејќи не цела територија на Република Македонија е изложена на еднаков степен на интензитет на ризик и од поплави и од земјотреси. Ние во Македонија имаме можност секој од нас, секој граѓанин да провери каков е степенот на изложеност на ризик од катастрофална природа, бидејќи благодарение на еден проект под спонзорство на Светска банка, со ангажирање на светски најпознатата, најреномираната консултантска компанија која што се занимава со мапирање на ризици, и имаат креирано модел за мерење на степен на изложеност на ризик на поплава и земјотрес. Има веб страна. И кои се најкритични точки? CatMonitor, веб страната е catmonitor.com. Секој може да го внесе, таа е пријателски ориентирана веб страна, со внесување на вашата адреса, ќе ви излезе од тој момент колкава е степенот на изложеност на ризик. И таа постојано база се апдейтира, бидејќи секој ново појавен земјотрес или ново случај на поплава влијае да се мери степенот на изложеност. И тоа влијае на цената. Не е исто дали вие ќе во Македонија? Па видите сега, од земјотрес и од можеби различно од поплави. Да, па територијата на Скопје, да кажеме, е прилично изложена на ризик земјотрес, и тоа не цела површина на Скопје. Одредени делови се повеќе, одредени делови се помалку. Таму има нивоа, мислам дека се 5 нивоа на ризик, низ кој што кажува дали е високо изложено, средно изложено,
ниско изложено или не е изложено. Значи имате неколку нивоа со кои се мери степенот на изложеност. Така да тоа е еден добар извор за да вие знаете дали треба да купувате осигурување или не треба да купувате осигурување. Тоа не е само за земјотрес, тоа се однесува и за поплава. Сега јас не би можел лака за цела територија да кажам на Македонија детали кои се повеќе, кои се помалку изложени, бидејќи не сум направил соодветно истражување. А понатаму за цената на земјотресот или поплавата на полицата зависи типот на градба. Дали градбата е армиран бетон, дали превладува дрвена конструкција, тоа силно влијае на цената. Ако земеме поплавата, исто зависи дали е куќа или е стан. Ако вие живеете на 8 спрат, сигурно ризик поплава од временска непогода и не може да се случи. Така да има доста микрофактори кои што ја одредуваат цената. Споменавте до сега се исплатени 450.000 евра, меѓутоа проценките за штетите од поплавите се уште траат. Имаат ли осигурителните компании дополнителни резервни средства за понатамошна исплата? Да, имаат. Значи, покрај тоа што се исплатени 450.000 евра, друштвата за осигурување имаат резервирано уште дополнителни 500.000 евра како извор на пари кои што треба да ги исплатат доколку има основ за исплата. Некои од штетите се пријавени и доста покасно. За некои од штетите се уште трае процесот на проценка, не толку процесот на проценка дали ке штетата 10.000, 20.000, 30.000, неко околу докажување можеби на собственоста на имотот. Имаме многу нерешени имотно-правни прашања и заради тоа се уште некои процедури траат кај друштвата за осигурување. Така да компаниите се имаат резервирано пари и нормално доколку има основ за исплата на штета, таа штета и ќе биде исплатена. Поплавите целосно ги уништија и земјоделските површини во овие региони. Кажете ми дали нивните посеви беа осигурани? Во регионот на Скопско, каде што се случија поплавите, на жалост, земјоделското осигурување беше премногу мало застапено. Скоро да постоја само неколку полиси и тоа износи кои што не достигнуваат како потенцијална исплата на штета, што веќе исплатена не повеќе ни од 10.000 евра. Што значи дека од тој дел од Скопско воопшто немаше продажба на полиси за земјоделско осигурување. Ги знаат ли, информирани се за поволностите за овој тип на осигурување, пошто субвенционира и владата во осигурувањето на земјоделските површини? Земјоделското осигурување воопшто во последниве години, откако владата донесе програма да субвенционира премијата за осигурување, а субвенцијата достигнува до 60% од премијата, што значи дека земјоделците треба да платат 40% само од премијата. Имаме доста високи стапки на раст на земјоделско осигурување. Значи, раст се бележи од 2010 година навамо секоја година. Меѓутоа, од она што го имаме како статистика, географски најповеќе полиси за земјоделско осигурување се продаваат онаму каде што имаме големи овошни насади, например ресенско поради јаболката, кавадарци, неготино поради грозието и каде што имаме житни култури. На територија на Скопско, каде што беа поплавите, таму околу Стајковце, тоа се повеќе мали насади, мали ниви со различни видови на култура и едноставно граѓаните, земјоделците, не дека не биле информирани, не дека друштвата за осигурување не им пристапиле, меѓутоа тие си донеле одлука дека нема потреба да го осигуруваат својот имот. Меѓутоа ево што се случи. Ево еден интересен пример ќе ви кажам. На денот на осигурувањето имавме ние и пресконференција каде што поканавме осигуреници да споделат искуство токму со неодамнешните поплави кои што се случува или со интересни приказни кои што не поврзани со поплави, него минати настани.
И имавме еден пример на успешен стопанственик, една од поуспешните фирми во Република Македонија во приватниот сектор, приватниот бизнис. Во 2010 година неговата фирма се случи голем пожар. А природата на бизнисот е да колку се случи пожар, може све да отиде во неповратно. Тогава неговата материјална штета вкупна изнесуваше над 2 милиони евра. Тој имаше осигурано само дел, во рок од 18 дена, тој доби 1.200.000 евра. И тоа беше доволно износ на пари да тој се врати во својот бизнис и да не се осети тоа. Меѓутоа, тоа е негово искуство, кој што го натерало секоја година да го осигурува својот бизнис, својот имот. Оваа година е сменил дејноста, односно е проширил дејноста и влегол во земјоделие. Инвестирал во купување на земја, во земјоделски насади, житарни култури и се распрашал за можната премија. Премијата била таа колку што му дала компанијата, меѓутоа тој проценил дека може би е висока премијата и без разлика што државата субвенционира и рекол сам ќе си преземе начини како да се справи со ризик поплава. Околу нивата самиот си ископал канали за да не може да дојде вода. Меѓутоа што се случило? Се случил град. И во тој момент сватил дека фактички тој не рачунал дека може и град да се случи. И таков ризичен настан, да, и тој уште една греска што направил, потенцијалната штета што тој ја имал е преку 200.000 евра. И свати човекот дека подобар начин од осигурување, колку и тој да кошта, имајќи предвид дека ризиците се повеќе и повеќе се случуваат, е најдобриот начин за справување со финансиската загуба. Глобалните климатски промени се влошуваат и негативно делуваат на климатски ризични настани. Господине Поповски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки првиот човек на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски. Господине Поповски, каков е трендот во осигурителниот бизнис? За кои полиси има најголем интерес? Што покажуваат бројките за третиот квартал годинава? На почетокот на 2016 година очекувањата ни беа дека ќе има одредено стагнирање во развојот на осигурување пред се поради политичката криза која што ја имаме во нашава држава. Меѓутоа, сепак оптимистички се бројките. Со трет квартал имаме вкупен пораст на продажба на полиси и бруто полисирана премија од 4,86%, што е стварно солиден пораст и е над порастот на брутодомашниот продукт. При тоа порастот се бележи и во двата сегменти, и неживотно осигурување и осигурување на живота. Стандардно, силен пораст кој и во последниве години со 2% поени расти осигурувањето на живот, 19,22 имаме пораст со трет квартал, а дека неживотното осигурување имаме 3,1% пораст. Традиционално во сегментот на животно осигурување доминира на мешовито осигурување, што представува комбинација помеѓу штедење и осигурување на вашиот живот, но оваа година се пробива се повеќе unit link осигурување, или тоа е осигурување поврзано со вложување на вашите пари од премијата во инвестициски удели. Тоа е нова форма на осигурување кој што се појави на крајот од минатата година и тоа е една интересна комбинација помеѓу осигурување на вашиот живот од ненадена смрт, а штедење со тоа што парите ви се вложуваат во удели во инвестициски фондови. При тоа треба да се каже дека постои одреден ризик ако вредноста на фондот се намалува, ќе се намали вредноста на сумата на која што вие сте го осигурале животот и обратно. Така да компаниите кои што го нудат овој продукт
однапред ги информираат граѓаните дека ризикот од евентуално намалување на вредноста на уделот од инвестициски фондови ќе биде на нивен товар и треба да бидат свесни за тој ризик. Доаѓа еден вид долгорочно штедење затоа што парите се обладуваат во докажани компании. Точно, долгорочно штедење, сепак во позадина стои инвестициски фонд кој што управува, кој што ги обелоденува своите вложувања каде ги инвестираат во првокласни обврзници и државни корпоративни исто така првокласни акции во земјата и во странство. А што ќе се случи доколку лицето осигуреникот плаќа одреден број, еве да речеме 5 години и по истокот на тие 5 години нема доволно средства? Дали парите им се враќаат? Ако се намали вредноста на фондот, драстично падне вредноста на фондот, тогаш осигуреникот, доколку се случи ризикот прерана смрт, нема да добие пари, односно ќе добие оно колку што е намалена вредноста, така да и постои ризик околу тоа. Друго ми беше прашањето, осигуреникот вложува во наредните 20 години. Ако има средства само за првите 10, дали вложените пари може да се ги повлече назад? Може да се ги подигне, може да се ги повлече назад, али ќе ги повлече во износ колку што е во тој момент вредноста на неговиот удел. Тој можеби вака е пример да ви кажем еластичен. Сака да го осигура својот живот на 10.000 евра за 20 години. Компанијата сега ќе му каже, ти ќе плаќаш секоја година по 100 евра. И тој уплаќа по 100 евра. При тоа му дава, му нуди таблица за откуп, каде што компанијата ќе му даде опција. Ако ти сакаш после 10 години да ги се повлечеш, да не плаќаш дополнителни уште 10 години, тебе ти следи тој и тој износ. Меѓутоа, во прашање може да биде тој и тој износ, доколку вредноста на инвестициите кои што инвестицијскиот фонд ги вложува, дојде до пат. Значи, ако се намали вредноста на уделот во инвестицијскиот фонд. Така да може и да не ги добиете тие пари. А која е најголемата исплатена премија оваа година за оштета? Најголемата штета што е воопшто платено од самостојување на Македонија токму се случи оваа година. И таа изнесуваше 6,7 милиони евра. И тоа е штета платена према Министерство за внатрешни работи поради трагичниот настан кога се струши хеликоптерот на МВР пред 2 години. Тоа е стварно голем износ. Меѓутоа ние имаме исто и голем износи во последниве години на исплата на штети и на имоти. Имаме исплата за пожар на фабрика која изнесува 2,5 милиони евра. Имаме исплата по основ на собрекајна незгода и тоа за домашна автоодговорност до некаде износ околу 2,5 милиони евра. Исто. Имаме износ на исплата на штета по основна зелена карта, која што изнесува негде околу пола милион евра. Така да постојат стварно големи износи на штети кои што се плаќаат од осигурителните компании, али тоа укажува дека постојат и огромни ризици со кои што може да се соочат граѓаните и правните лица. И затоа треба да постои осигурувањето. А што се случува доколку лицето не е задоволно од сумата која што ќе му ја даде осигурителното друштво? Доколку постои незадоволство, треба да се обратат до Агенцијата за супервизија на осигурување, бидејќи на нашите основни мисии представува заштита на интересите на потрошувачите. Тоа значи дека ние водиме сметка дали компаниите редовно и фер ги исплаќаат своите штети. Ние примаме представки. Да кажеме, до овој момент за оваа година имаме примено 95 представки и по наша реакција, по наш увид, по наша анализа на представката и во отворен диалог со друштвата за осигурување, ние гледаме да се реши таа представка во интерес на осигуреникот. Меѓутоа, не секогаш и осигурениците се во право. И тоа треба да се потенцира дека во овој бизнис постои висок степен на измама. Се проценува дека на глобално светско ниво повеќе од 10% од исплатените штети од осигурителните компании отпаѓаат на осигурителни измами. Така да како се препознава измамата?
Па измамата се препознава, значи се има осигурителните компании и ангажирани своји системи за идентификација на превари, ангажираат и детективски фирми. И вообичаено тоа е систем на врзани, да кажеме, садови, во кои што имате вклучен и представник од МВР, представник, може да биде доктор, адвокат, судија. Ние на Министерството на внатрешни работи пред неколку години имаше на голема организирана акција, токму за пронаоѓање на голем криминал во делот на овие осигурителни измами. Господине Поповски, во кој случај може да се поднесат представки граѓаните, ако може да објасните, само доколку не се задоволни од исплатената значи, сума? Вака, откако ќе се случи штетен настан, почнува постапката за сервисирање на штетата. Граѓаните може да поднесат поставка доколку не се задоволни од односот, односно третманот на друштвото за осигурување. Може друштвото за осигурување да бараат премногу документи кои што не може реално да ги обезбеди. Понатаму може да одоговлечат околу проценката на штета. Да не доаѓа проценител на лице место да ја види штетата. Или дошол проценител, меѓутоа да каснат околу записникот за проценката на штета, значи за да добие во време. Доколку има такви пролонгирање на процедурите, слободно треба да не исконтактираат. Понатаму, многу важен момент е кога осигурителната компанија ќе одлучи колкав надомест на штета треба да добие осигуреникот, осигуреникот ако не е задоволен да не подпишува договор за спогодба за тој износ, туку има право, тоа се вика неспорен дел, тие пари да ги добијат, а потоа тој да побара поголем износ доколку мисли нека не е фер обештете. Значи, секоја понуда од страна на осигурителните компании за првичната проценка на штета, компанијата има обврска да му ги плати тие пари. А за оно што представува спорен дел, каде што осигуреникот очекува и поголем износ, тој може дополнително откако ги прими парите да си ја бара својата правда за поголем износ. Така да тоа е многу важен момент и треба да го знаат осигурениците, граѓаните, дека секоја првобитна понуда од страна на осигурителните компании тие пари да ги добиват и тоа нема да влијае да тој си побара и поголем износ. Моето последно прашање до вас е какви се вашите прогнози? Најавивте дека се очекува влез на 2 нови компании, ќе има ли нови производи на пазарот во овој бизнис? Имаме ние секоја година нови производи кои што се воведуваат од страна на компаниите и затоа имаме и високи стапки на пораст и во сегментот на осигурување на живот и во сегментот на неживотно осигурување. Иначе веќе имаме најава каде што очекуваме до крај на оваа година на сериозна регионална осигурителна групација да поднесе апликација за формирање на ново друштво за осигурување и тоа во делот на осигурување на живот. А исто така донесено е на ниво на групација од страна на осигурителна компанија која што е во вртните 10 компании на светско ниво да инвестира во Македонија, но откако ќе се заврши политичката криза во Македонија. Така да тие пролонгираат својата одлука се додека не се завршат изборите, се додека не се подобри политичкиот амбиент. Господине Поповски, аз ви благодарам што издвоите време и бевте гостин во Радио Слободна Македонија. Благодарам за вашата покана што еднаш. Да слушаме малку музика, а потоа и најважните економски настани. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Банкарскиот систем е стабилен, заштедите на граѓаните сигурни, банките ликвидни. Разнешаната доверба поради политичката и бегалската криза, како и шпекулациите за девалвација на денарот, повторно е вратена. Заштедите на граѓаните растат. Тие се основниот капитал за финансирање на стопанството. Затоа владата ќе продолжи да ги стимулира преку креирање политики во насока на долгорочен и одржлив раст, зголемување на вработеноста и зголемување на стандардот на граѓаните, кој ќе го поттикне штедењето, изјави министерот за финансии Кирил Миновски на светскиот ден на штедењето 31 октомври. Нашата цел и во иднина ќе биде да обезбедиме подобри услови за водење бизнис и да обезбедиме повисок стандард за граѓаните, или поедноставно кажано, да обезбедиме услови
за зголемување на примањата на граѓаните. Сето ова ќе придонесе и за обезбедување на посредна иднина за нашите граѓани и зголемување на штедните влогови во банките. Податоците говорат дека заклучно со септември вкупните депозити изнесуваат речиси 5 милиарди евра, од нив 70% или 3,4 милиарди евра се штедни влогови на населението. Банките се подготвени во наредниот период со овие пари да го кредитираат населението, а особено стопанството. Нивните штедни влогови во банките се сигурни. Банкарскиот сектор во наредниот период е спремен да го кредитира населението, а посебно фирмите, за да им овозможи економски раст на истите, а преку тоа индиректно и економски раст на државата во целост. Политичката криза не влијае на автомобилскиот сектор во земјава. Новите фабрики, кои главно се стационирани во зоните, за една година пријавиле раст на извозот од над 20%, а во новите објекти работат околу 13.000 работници. Компаниите од автомобилската индустрија основаа своја асоциација во Стопанската комора. Јас мислам дека овие странски инвестиции во Македонија навистина представуваат модел за следење и верувам дека оваа индустрија носи користи за двете страни, како за странските инвеститори, затоа што инаку не би биле овде, така и за општеството во Македонија и за синџирот на снабдување. Мал интерес има кај компаниите за воведување на халал стандардите. Овие стандарди, кои гарантираат дека во производите нема алкохол и свинско месо, се услов за извоз во муслиманските пазари. За да ги поттикне домашните фирми да го имплементираат овој стандард, државата нуди и субвенции кои покриваат 70% од трошоците. До сега само 37 фирми се стекнале со халал сертификатот. Користиме ова прилика како надлежна агенција при Исламска верска заедница на Република Македонија од почитуваниот министер за економија да побараме за помалите фирми субвенцијата да биде 100% со цел за стимулирање на производните дејности согласно критериите за халал стандард, а посебно за пекарството. За поголема атрактивност на берзанскиот пазар потребни се нови финансиски инструменти, велат експертите. За да се развие алтернативното финансирање, потребно е време, промена на менталитетот и правна сигурност. Едноставно кај нас го немаме она што развиените берзи го имаат, да видиме што ќе не чека по 3, по 4, по 5 години ако инвестирам во таква хартија од вредност. Тоа е нешто што во престојниот период треба ние да го развиеме. Демократизација подразбира зголемен број на хартии од вредност, односно инструменти, зголемен број на учесници, посредници, пазарно формирање на каматни стапки. Елем планира да се шири надвор од Македонија. Во државните електрани се прават анализи за да се отворат 2 фабрики надвор од земјава, преку кои ќе се пласираат произведените вишоси електрична енергија, изјави директорот на Елем Христијан Мицковски. Развој на пазарите на капитал е долг процес. Нема краткорочни лесни поместувања на работите, врзано е со менталитетот на бизнисите, со сигурноста и правната одржливоста на правниот систем и потребните подобрувања и така натаму, доаѓа до некакви чекори на подобрување во регионот. Кај нас може би поспоро. Овие 2 клона на наделектрани на Македонија, како што реков, во една соседна држава и во една земја членка од Европската унија, само ќе ги растегнат можностите и ќе има поголеми можности за самата компанија да не само да го зголеми својот технички капацитет, него да го зголеми својот финансиски капацитет. На тој начин ќе допреме и до берзите кои што се во централно-источна и западна Европа. Елем се наоѓа меѓу најголемите компании во земјава. Лани била на 5-то место на листата со обрт од 260 милиони евра и нето добивка од 6,5 милиони евра. Менаџментот очекува слични резултати и оваа година. Електрани на Македонија успеа да продаде дел од својот производ и на отворениот пазар по цена изворено поволна за нашата компанија. Што значи тоа? Тоа значи дека е за 20% повисока од онаа која што е регулираната. Иначе купуваче компанија во интерес на тајноста, нема да го споменам името, меѓутоа ќе кажам дека станува збор за компанија која што е од Европската унија, од Централно-источна Европа.
Народната банка денеска ќе ги објави најновите макроекономски проекции за ова и следната година. Станува збор за редовна ревизија, која вообичаено се одржува овај период од годината. И со оваа информација ја завршуваме емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 3 ноември со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.